Намалување на ДДВ и ограничување на маржите за најосновните прехранбени производи, за да се избегне драстично покачување на цените во маркетите кои можат да го осиромашат народот. Ова се дел од анализите што ги прави владата како дел од новиот пакет мерки за задржување на животниот стандард на граѓаните. Тие би требале да бидат усвоени следниот вторник на владина седница, односно по велигденските празници. Мерките ќе бидат таргетирани и комбинирани, вели Мицкоски. Дополнително ќе има и поголеми казни за трговците кои ќе сакаат да ги изиграат потрошувачите. Законските измени наскоро треба да влезат во владина процедура. Следните мерки би биле повеќе таргетирани за одредени целни групи на граѓани и одредени производи. Зборувам тука пред се на основните прехранбени производи. И тие мерки би биле комбинирани и со намалување на данокот на додадена вредност, но и со ограничување на профитната маржа. Веќе во таа насока би се движеле мерките. А инаку законот е готов. Јас имав состанок со претседателката на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Мислам дека прашање на денот и половина ќе влезе во владина процедура. Државната статистика измери инфлација од 4,9% во март, споредено со истиот месец лани, и 0,9% во однос на февруари. За еден месец транспортот поскапел за 3,4%, храната за 0,4%, а цените на мало за 0,9%. Мицкоски смета дека со досега усвоените мерки за пониски стапки и износи на ДДВ и акцизи кај горивата, владата успеала да ја преполови инфлацијата, која инаку би достигнала двоцифрена бројка. Премиерот вели дека владата мора да се подготви за подолгорочна криза, иако надежта е дека таа ќе заврши што поскоро и без големи негативни влијанија врз економијата. Мислам дека со овие корекции кои што ги направивме и со овие почетни мерки, намалување на ДДВ-то и можноста да се намали акцизата, ние ги преполовивме можностите за двојно поголема инфлација од тоа кое што се очекуваше според меѓународни финансиски институции. Внимателно ја анализираме состојбата. Со досегашните интервенции, владата спречи поголем ценовен удар кај горивата. Со последниот пакет мерки за продолжување на времетрењето на понискиот ДДВ и намалувањето на акцизите, цената на бензините ќе беше повисока за 8,5 денари, а дизелот за 12 денари по литар за само една недела. Премиерот рече дека загубите во буџетот поради мерките се мерат во над 1 милион евра дневно. Во првиот квартал годинава приходите биле согласно очекувањата, а нови задолжувања засега не се планирани.